Просечната потрошувачка кошничка е подготвена уште минатата година, но се уште не може да биде усвоена поради недостиг на навремени податоци од надлежните институции. Министерот за економија Бесар Дурмиши најави дека на следната седница на Економско-социјалниот совет ќе биде ставена на дневен ред, а по усвојувањето ќе се објавува на месечно ниво. Дурмиши истакна дека станува збор за просечна, а не минимална кошничка, која според пресметките е околу 13% поевтина од онаа на Сојузот на синдикатите на Македонија. Технички проблеми и имаме проблем за добивање на информации од релевантните институции и ние може да објавиме така потрошувачка кошница секој месец, да кажеме пред да завршува месецот, да кажеме дека толку е потрошувачка кошница според нашите пресметки, според нашите анализи, но за да бидеме пореални, за да не отвараме дезинформации во јавноста, да не ги уплашиме граѓаните, сакаме да земеме информации од релевантните институции, каде што ги добиваме многу подоцна. Затоа јас сум Во однос на цените и инфлацијата, Дурмиши информираше дека анализите на Државниот пазарен инспекторат покажале минимален пораст на цените на основните прехранбени производи од околу 0,4%, како и намалување на бруто маржите на околу 15%. Најголем пораст е забележан кај јајцата, маслото, сирењето и дел од хигиенските производи, додека кај овошјето и зеленчукот има намалување. Министерот најави дека доколку се забележат поголеми прекршувања од страна на трговците, ќе следуваат конкретни мерки, како што веќе се случи во одредени случаи со некои енергенси. По седницата реагираше председателот на Сојузот на синдикатите Слободан Трендафилов, според кого клучните прашања за граѓаните не биле отворени. Оваа седница на Економско-социјалниот совет оставивме останатите социјални партнери да зборуваат за животните трошоци, нивниот пораст, за заштита на куповната моќ на работниците, меѓутоа никој не отвори таквата точка на дневниот ред. Тоа што е значајно, што можем да искористам приликата која давате да го кажеме, дека вредноста на синдикалната минимална кошница од почетокот на годината е зголемена за 3300 и нешто денари. Ако двајца работници во семејството и со таквото мизерно усогласување на минималната плата од 1600 денари се на минимална плата, тогаш им недостасуваат некаде околу 100 денари за да може да го покријат само ова зголемување на вредноста на синдикалната минимална кошница, која за 4-члено семејно домаќинство и која ги представува или ги предвидува најнеопходните услови за живот. Ако гледаме на таков начин, тогаш платите мора уште дополнително да се зголемуваат за тоа што веќе. На седницата на Економско-социјалниот совет беа разгледани и други важни точки, меѓу кои предлог законот за младински додаток, измени во законот за пензиско и инвалидско осигурување, оперативниот план за вработување за 2026 година во вредност од околу 40 милиони евра, кој предвидува мерки за самовработување, нови работни места и обуки, законот за заштита од пушење и извештаи за работата на Агенцијата за вработување со цел подобрување на пазарот на трудот и намалување на невработеноста.